Од политика се селиме на една друга тема, тоа е економијата, енергетиката, што се случува со цените на нафтените деривати, она што можеме да го забележиме на светските берзи е поприлично голем раст на цените, да видиме како тоа се одразува кај нас. Марко Бислимовски, прв човек на Регулаторната комисија за енергетика, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов. Бислимовски, дали имаме нови цени на нафтените деривати или рано е се уште? Па имаме нови цени на нафтените деривати и сите нафтени деривати ќе се намалат за половина денар. По неколку недели кога имавме постојано зголемување на цената на нафтените деривати, пред се заради пораст на цената на нафтените деривати на светските берзи и намаленото и ограничено производство на суровата нафта, заради зголемување на потрошувачката во изминатиот период и оптимизмот кој што доаѓа во поголемите земји пред се заради процесот на имунизација и очекување на отварање на економиите во наредните 2 до 3 месеца, конечно имавме еден мал тренд на намалување на цените на нафтените деривати на светските берзи и тоа веднаш се рефлектира во нашата одлука. Така, значи денеска можеме да очекуваме, односно од вечерва на полнок практично поевтинување на нафтените деривати, конкретно на бензините, на дизелот за половина денар. На бензините и на дизелот. Да. На бензините и на дизелот. Јас оно зашто сакав да поразговарам малку е поврзано со и околу цената на електричната енергија, она енергетска сиромаштија за кое што говориме, предпоставуваме и вие дискутирате на таа тема, уште повеќе што пред извесен период имавте една ваша иницијатива или барање, како беше оно за раздвојување на самата сметка да има колку е потрошувачката, колку е цената, за да можат граѓаните попрецизно да видат за што се работи. Дополнително изминатиот период многу често, не знам дали до вас стигнува поплаки, меѓутоа во јавноста се слуша критики дека стигнуваат превисоки сметки за струја. Значи, Регулаторната комисија за енергетика кон крајот на минатата година отвори и започна една иницијатива за зголемување на опфатот на ранливи категории на потрошувачи. Затоа што во овој момент, како ранливи категории на потрошувачи, кои што добиваат одредена субвенција преку државниот буџет, се само корисниците на социјална помош. Факт е дека тоа е недоволно и поради тоа ние започнавме иницијатива за зголемување на опфат на ранливи категории на потрошувачи. При тоа, ние и поднесовме точно кои категории на потрошувачи да бидат опатени, а помеѓу нив се и пензионерите од првата категорија и веќе одржавме неколку состаноци со институциите кои се надлежни за овие прашања во однос на социјалната сфера, исто така и со Министерството за економија, кое што е должно да ја изготви оваа програма за ранливи категории на потрошувачи. Факт е дека имаме проблем од аспект на вкрстување на податоците кои што се однесуваат на примателот на социјалната помош со неговите податоци од броилото и веќе изанализиравме околу 2000 корисници кои што во овој момент ја добиваат таа субвенција од 1000 денари на месечно ниво и кај 70% од нив не можеме да ги поврзиме податоците од броилото со самите податоци за граѓаните кои што земаат социјална помош. Затоа што многу често се случува овие категории на граѓани да живеат и во изнајмени простории и при тоа немаат склучено договор за снабдување со Евана Хоум и собственоста на броилото се води кај друг собственик, односно кај тој што е собственикот на објектот. И од овие причини имаме одредени потешкоти, но исто така, како идеја, со цел сето ова да биде поедноставно, како идеја која што ја разгледуваме и која што може да се предложи, е да добијат оваква помош, ќе видиме колку, бидејќи треба да ги добиеме и податоците, за да биде сега на почетокот многу поедноставно
е сите корисници сите граѓани кои што имаат во семејството минимална плата и сите оние кои што се од прва категорија на пензионери и оние кои што примаат соодветна социјална помош со цел во што е можно пократок период да стартува оваа новина. Инаку, исто така тоа веќе е договорено, сите тие граѓани кои што ќе влезат во ранливата категорија на потрошувачи, ќе добиваат или ваучер, или директно од буџетот на државата, за тој потрошувач ќе бидат префрлени средства колку што ќе биде таа помош, со цел да се избегнат било какви манипулации и помошта која што ја дава државата на вистина да се користи за намалувањето на енергетската сиромаштија. Инаку, како идеја која што се разгледува и мислам дека е многу интересна, а тоа е да ги поделиме домаќинствата во државата врз основа на нивните месечни приходи. И тие кои што имаат најмали месечни приходи, односно се под минималната потрошувачка кошничка, која што определува Сојузот на синдикати на Македонија, тие да добиваат најголема помош. А понатака, како ќе се зголемуваат приходите на домаќинствата, така оваа помош да се намалува дел по дел. Тоа е одлична идеја, но за тоа пред се ни требаат податоци за приходите на домаќинствата и верувам дека тие податоци ќе бидат обезбедени по завршувањето на пописот. Бидејќи, да бидеме на чисто, има категории на граѓани кои што реално немаат проблем со покривање на своите трошоци за електрична енергија. Во однос на иницијативата на Регулаторната комисија за енергетика, за да може точно секој граѓанин во сметките да знае кај одат неговите пари за електрична енергија, тоа го тераме и во наредниот период ќе биде имплементирано. Тоа го правиме пред се затоа што и на регулираниот пазар на електрична енергија, набавката на електрична енергија не е под контрола на Регулаторната комисија за енергетика. Туку универзалниот снабдувач, односно Евана Хоум, распишува тендер, на кој што тендер има обврска конкретно во оваа година да се јави и ЕСМ и да понуди 70% од потребите на универзалниот снабдувач. И тоа по цени кои што се пазарни. Значи, на овој трошок Регулаторната комисија за енергетика нема никакво влијание. Исто така и на трошокот за обновливи извори Регулаторната комисија за енергетика нема влијание, како и на маржата која што му е гарантирана на универзалниот снабдувач врз основа на тендерот кој што се случи за избор на универзален снабдувач, кога беше назначен и Евана Хоум да ја врши оваа функција. Значи, конкретно, некаде на околу 62% од вкупните трошоци за електрична енергија кои што ги имаат домаќинствата, Регулаторната комисија за енергетика нема влијание, бидејќи или се тие законски обврски кои што ги има Евана Хоум, или пак, како што е набавката на електрична енергија, таа се реализира и тие цени кои што ќе се добијат, а со тоа што представуваат и трошоци за Евана Хоум, Регулаторната комисија за енергетика само ги верифицира во своите одлуки. Ние влијание имаме на цената за пренос на електрична енергија, која што учествува во вкупните трошоци со околу 3,7%, на трошокот за дистрибуција на електрична енергија, кој што изнесува 33% и исто така влијание имаме на трошокот за операторот на пазарот на електрична енергија. На тој начин, кога граѓаните ќе добиваат известување во своите сметки, каде одат нивните пари и колку е набавната цена на електрична енергија, ќе можат својата цена која што имаат во моментов на регулираниот пазар да ја споредуваат и со цената на слободниот пазар, така да ќе имаат и можност
доколку добијат подобри услови на слободниот пазар, да изберат да одат и на слободниот пазар на електрична енергија. Така. За жал во моментов набавните цени на слободниот пазар се за околу 30% повисоки отколку набавните цени на регулираниот пазар, и тоа е од причина што електрани на Северна Македонија во најголем дел ги обезбедуваат потребите на потрошувачите на регулираниот пазар на електрична енергија по цена која што е далеку пониска од пазарната. Бислимовски, да не ми промакне една работа, ако добро сватив, што околу оваа иницијатива, како тоа тие со повеќе примања што ќе плаќаат поскапа струја, може малку да го подобјасните тоа што бидејќи на крајот од денот и платите се променливо? Значи цената на електрична енергија ќе биде иста за сите домаќинства во државата. Но тие кои што имаат помали приходи, тие ќе добиваат поголема субвенција од државата. И како се зголемуваат тие приходи до одредено ниво, оваа субвенција од државата ќе се намалува, а тие домаќинства кои што апсолутно немаат никаков проблем во покривањето на своите трошоци за електрична енергија, нема да добиваат никаква субвенција од државата. Значи, субвенција ќе добиваат само тие што се со помали приходи. Утврдено е тоа со што е помал приход, колку е помал приход, или ќе одите по она што е статистика? Па ќе одиме по она што е статистика и ќе ја земаме во предвид потрошувачката кошничка, бидејќи така е наједноставен начин тие домаќинства кои што се во рамките на една минимална потрошувачка, на минималната потрошувачка кошничка и помалце од тоа им се вкупните месечни приходи, да добиваат најголема помош за покривање на своите трошоци за електрична енергија. Но мора да се повикуваме на статистички податоци и при тоа пак на крајот на денот ќе мораме податоците за секое домаќинство да ги вкрстиме со податоците за нивното броило, за да се знае секое домаќинство кој број на броило го има. А стигнуваа ли до вас по плаките она што ја прашав од Евана за превисоки сметки кои што стигнуваат, дека Евана не ги чита на време на броилот, иако од компанијата велат дека ги читаат? Во трендот на поплаки за фактурите на електрична енергија најмногу беше голем во месеците јуни и јули. Сега има одредено намалување, но има и потрошувачи кои што се жалат до Регулаторната комисија за енергетика и ние во најкуси можни рокови им одговараме на овие потрошувачи. Имаше исто така сега и во изминатиот период пристигаат поплаки од граѓаните кои што се жалат дека нивната потрошувачка не соодветствува со тоа што го добиле во сметката за електрична енергија. Значи, тоа веќе е договорено со Евана Хоум и мора веднаш да постапат доколку еден граѓанин си ја прочита состојбата на своето броило и ја достави кај Евана Хоум, Евана Хоум е должен веднаш да ја коригира фактурата за која што граѓанинот покажал дека неговата потрошувачка била пониска од таа која што е наведена во фактурата. Значи, тоа е прв заштитен механизам за граѓаните. Знаеме дека на терен се случува, особено и во зградите, податоците од броилото да не се достапни за граѓаните и поради тоа ја оставаме можноста во било кој момент да се обратат до Регулаторната комисија за енергетика со приговор и врз основа на тој приговор и по добивање на податоци и од Евана Хоум, Регулаторната комисија за енергетика носи одлука со која што го задолжува Евана Хоум да ја коригира својата фактура. И при тоа во оваа постапка роковите ни се максимално скратени со цел да излеземе во пресред на приговорите кои што ги имаат одредени потрошувачи.
Така, како што почнавме, така и да завршуваме со цените на нафтата. Вие ги базирате цените на нафтените деривати врз основа на оно што го имате како пресек 14 дена, изминативе 14 дена. Кои се тенденциите, господин Небислимовски, околу цените на нафтените деривати, бидејќи гледаме на берзите дека тие растат, веројатно сето тоа следниве 14 дена или следниве недели ќе имаме скок на цените и кај нас, колку сето тоа може да предизвика, ајде може би прегруб збор, инфлаторен шок, меѓутоа да предизвика еве и ова што го говорите, и цена на струја и цена на нафтени деривати, да повлече и други своји реперкусии во однос на не знам, преработувачка индустрија, пекари и така натаму и така натаму. Значи, по завршувањето на купо-продажниот договор со ОКТА и обврската на Регулаторната комисија за енергетика да ја применува таа методологија, ние со цел да не правиме големи ценовни шокови, рокот од 14 дена за определување на цени го скративме на 7 дена и сега секој понеделник фактички определуваме нови цени на нафтените деривати. Инаку цените на нафтените деривати на светските берзи растат пред се поради тоа што земјите членки на ОПЕК и останати неколку земји кои што не се на членки на ОПЕК, но имаат огромно производство на сурова нафта, него зголемуваат своето производство на сурова нафта. Туку го држат на одредено ниво, кое што очигледно е нешто по-ниско отколку што е реалната побарувачка на нафта и поради тоа цената на нафтените деривати растеше во изминатиот период. Инаку во овој момент се уште го немаме достигнато нивото на цените на бензините и на дизелот како што беше во јануари 2020 и така да не очекувам да имаме никакви влијанија од цената на нафтата врз инфлацијата во земјата. Инаку во изминатиот период најголемите потрошувачи и во најголем дел во земјите и од Европа и од светот има обезбедено соодветни залехи кои што ги обезбедија во периодите кога цените на суровата нафта беа далеку пониски, тоа беше некаде во април и мај минатата година, така да и на некој начин и поради тоа се уште се држи овој баланс на цената на нафтата до крајните потрошувачи не само во нашата држава, туку и во останатите земји и во регионот и во Европа. Така, и сосема за крај, безбеден ли е нашиот енергетски систем, РЕК Битола, Осломеј, не знам, Тест Неготино дали е во функција, безбедни ли сме со електрична енергија? Во овој момент, пред се заради значително подобрување на хидролошката состојба и снежните врнежи кои што ги имавме од почетокот на оваа година до сега, состојбата со хидроакумулациите се подобрува, а јас верувам дека и состојбата и во термоелектраните, каде што се случуваше во изминатиот период да има и испади, пред се заради елементарната непогода која што се случи во месец август во рудникот во Битола, дека ќе се стабилизира и домашното производство на електрична енергија ќе започне да се зголемува со цел да се обезбеди и постабилна цена на електрична енергија. Така, цена на електрична енергија во принцип сме научени, порано бевме на почеток на година, сега сме на средина на година, во јуни, може би е премногу рано, меѓутоа какви се проценките, може уште сега да се знае нешто да се надзира? Па ние ги анализираме првите 2-3 месеца за набавката на електрична енергија која што ја прави Ева на Хоум и во овие 2-3 месеца
70% од потребите Ева на Хоум ги обезбедува од ЕСМ по цена како што беше иста и минатата година, а останатите ги обезбедува на слободниот пазар. Но бидејќи ние определуваме цена на годишно ниво, сосема е возможно дека доаѓа периодот на пониски цени и на регионалниот пазар на електрична енергија, пред се заради добра хидрологија. Вообичаено во месеците април и мај цените паѓаат. Очекуваме дека овие зголемени трошоци во првиот квартал, да ги речам, дека ќе се испеглаат со намалените трошоци во следниот период што следува, но очекувањата е премногу, се согласувам дека е премногу рано сега да ги имаме, некаде кон крајот на мај, почетокот на јуни ќе имаме многу попрецизни и поконкретни податоци. Дека последното покачување беше за 7%, а веројатно нема да не шокирате повторно со таква информација. Значи, се што зависи од регулаторната комисија за енергетика, а пред се тоа цените за пренос и за дистрибуција на електрична енергија, која што на крајната цена имаат влијание од 38%, регулаторната комисија за енергетика нема да дозволува во тој дел што го регулира ценовни шокови. Но ние не можеме да влијаеме на цената која што ЕСМ ја нуди на тендерите на Ева на Хоум, ниту пак можеме да влијаеме на цената на слободниот пазар и во Македонија и во регионот. Така да има надворешни влијанија на кои што реално регулаторната комисија за енергетика не може да влијае, бидејќи од 2019 година ние повеќе не определуваме цената на ЕСМ. Туку ЕСМ сам си прави своја цена, имајќи ги во предвид своите трошоци, потреби од нови инвестиции и слично, и со таа цена се јавува на тендерот кај Ева на Хоум. Исто така имаме и обврска да државата, односно операторот на пазарот на електрична енергија, да ја откупи електричната енергија произведена од обновливите извори. Инаку, оваа цена, просечна цена, во 2020, по која што операторот на пазарот на електрична енергија, односно МЕМО, ја откупувал од овие повластени производители на електрична енергија, тоа се малите хидроелектрани, фотоволтаиците, ветерните електрани, биогасните електрани, изнесува 6,5 денари. Само за споредба, цената на слободниот пазар на електрична енергија изнесува околу 3,2 денари во моментов, а цената по која што Елем нуди на Ева на Хоум изнесува 2,32 денара. Така, добро, ќе Значи, видиме што ќе се случува, ќе видиме што ќе се случува во некаде мај, јуни, бидејќи толку е времето. Ви благодарам што бевте дел од Студио 10. Ви благодарам и за поканата и се гледаме. Беше ова председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски.